Благодарам. Почитувана амбасадорка на Романија Синте, почитувана амбасадорка на Шведска Бенстон, почитуван шеф на делегацијата на UNODC господине Вуд, почитувани гости и пријатели, ви посакувам добри дојде на конференцијата на која што отворено ќе зборуваме за корупцијата во спортот, но и за сите прашања кои имаат негативно влијание на развојот на спортот, на развојот на младите таленти и на нивната успешна спортска кариера. Навистина ми е задоволство што поканата отворено да зборуваме за овие прашања ја прифатија спортисти, спортски работници од различни профили, спортски новинари, експерти во областа, но и експерти од областа на корупцијата. Верувам дека денеска ќе отвориме многу прашања, многу дилеми, ќе споделиме наши размислувања, ќе споделиме наши искуства, ќе дојдеме до предлози кои ќе бидат основа за нашето понатамошно действување понатака со тоа што верувам дека на сите ни е заедничка цел подобрување на состојбите во спортот и на сите оние негативни појави кои што практички му наштетуваат на благородната мисија што спортот има во општеството. Како заменичка на председателот на владата задолжена за креирање на политики за добро владење, убедена сум дека на овој начин со отворена дискусија и со заедничка соработка на сите засегнати за оваа тема и со заедничка координација ќе успееме да ги поместиме работите во позитивна насока и ќе успееме да создадеме подобри услови за развој на спортот. Задоволство ми е што поканата отворена да разговараме на ова прашање ја прифатија спортисти, спортски работници од различни профили, спортски новинари, експерти во областа, но и експерти во областа на корупцијата. Потребата за креирање на програма за политики за добро владење, во која што дел е ефективна превенција и борба против корупцијата во спортот, практички произлезе од тоа што спортот и негативните појави во спортот, корупцијата во спортот, за прв пат се појави и во извештајот на Обединетите нации, како една од главните точки за корупција на која што треба сериозно и многу повеќе да се посвети внимание отколку што тоа што било до сега. И затоа овие се прашања на кои што мора да почнеме отворено да зборуваме ако сакаме сите заеднички да направиме промени. Затоа сум среќна што на оваа конференција е присутен и директорот на Агенцијата за млади и спорт, господин Наумче Мојсовски и неговиот тим, со кои сите ние треба интензивно да соработуваме од сите аспекти, како институција која што е важна во овој дел, бидејќи на сите целта би требало да ни биде здрава младина, која што треба да биде столб на морално и прогресивно општество. Како кабинет ќе продолжиме соработката со агенцијата, како и со сите оние институции, сите организации, спортски организации, кои што би придонеле во добри предлози за креирање на добри политики, не само во законски решенија, меѓутоа и во споделување на добри практики, кои што ќе придонесат за подобрување на ситуацијата во спортот. Сакам да нагласам дека оваа конференција е почеток на сериозна активност што кабинетот ќе има во наредниот период, преку која верувам дека ќе ги опфатиме сите аспекти на спортот и спортската работа и ќе успееме да се справиме со сите предизвици кои што не очекуваат. Моето огромно задоволство е што за оваа активност имаме голема поддршка и соработка и со меѓународните представници, особено соработката со UNODC, како главен партнер на кабинетот за овие прашања. Само да подсетам, знам дека за тоа за најголемиот дел е познато, дека со помош на UNODC е практички издаден прирачник за корупцијата во спорта, зашто се убедена дека господин Вуц ќе каже повеќе.
меѓутоа да оставиме во понатамошниот дел на конференцијата да поразговараме отворено за се оно што не засека. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам на учеството на сите, тоа што сите практички прифативте да се приклучите на оваа конференција. За мене е одличен знак за тоа колку е важна оваа тема и колку партнери имаме практички за да најдеме заеднички најдобри решенија за ваквите појави во спортот. Ви благодарам уште еднаш.